Со векови една убавица стои, рушена и палена од тугински орди, како феникс од пепел што се родил, живее во слободата, исправена и горда. Битола, 1944, 4 ноември, 4 часот во зорите. 7-та бригада победоносно влегува во Битола. Начело на колоната, Пецо Гудовски, качен на бел коњ, прв влегува во градот. Извици на воодушевување на улиците на градот, слободата пристигна. Вечната херојска, народно-ослободителна и антифашистичка војна на Македонија, граѓаните на Битола и Битолско дадоа голем придонес. 266 жртви, млади животи дадени во неравна борба за светлината на овој град, за слободата во која живееме денес. Херои многу животот го дале. Елпида, Таки, Стив, Мите, за слобода светла да имаме сите. Денешното празнување, роденденот на нашиот град, го посветуваме на два херои. Партизани, младинци храбри, непокорни, кои со своето дело секогаш ќе му пркосат на заборавот. Оти нивното дело останува длабоко врежано во минатото, во сегашноста, во иднината на Битола. 100 години од нивното раѓање, 78 години од нивното свирепо убиство од страна на фашистичкиот окупатор, кој беше и остана пример за непријател на човековиот род, на среќата, на слободата, на животот исполнет со љубов и добрини. Елпида Караманди, патронот на моето училиште, родена 1 јануари 1920 година, во Лерин. Ранета 3 мај 1942 година во Лавци, свирепо, мачена млада партизанка наша со става исправена витка со фашистите клети биеше неравна битка. со челично срце в градишто бие, со желба за слобода и храброст силна. За земјата наша ти загина в бој, слободен да ни биде градот твој и мој. Вечен спомен чуваме во срцето наше и се поклонуваме на херојството ваше. Прогласена за народен херој на Југославија на 11 октомври 1951 година. Стефан Наумов Стив, роден е на 27 октомври 1920 година во Битола. Го организирал и раководел формирањето на битолскиот партизански одред Перистер во април 1942 година. Мај 1942 година се одмаздува за зверското мачење и убиство на својата другарка Висера. Убиен на 12 септември 1942 година, кај болно Ресенско, ама остана тука, во секое наше срце, во секоја воздишка, во секоја душа родена. Долго трае овај пат, таа планина е висока. Тешко ми е, мили синко, ден да дочекам. Моите маки имаат крај, мојот пат е мајко слобода. Не ме жали, мила мајко, ако загинам. Стив Наумов знаеше храбро да се бори. Стив Наумов огреа како сонце во зори. Стив Наумов остана во родните гори. Стив Наумов слобода од овини створи. Прогласен за народен херој на Југославија на 29 јуни 1945 година. Неговиот исправен став, неговиот горд поглед, неговата сила присутна и денес, кој офицерски дом не дочекува, не испраќа, не потсетува, не обврзува. 76 години Битола живее во слобода, но со споменот на секој даден живот кој војната го прекинала, но слободата го запаметила, па не дозволува
да избледнат нивните имиња и дела. Во поножето на баб, тука е градот мој сак, со мирисот на магнолиите, со жуборот на Драгор река. Убав град мој, прекрасно се слика, со безистен, саат кула и со птици рој, со детските среќни очи, каде радоста блика и со погледот кон широк сокак, славен твој. Ти си место од бајк со секое дрво, клупа или сокак, што не кани кон тумбе, кафе и Хераклеја водат убавините твои битола да се видат. А во ноќта кога градот спие, песна од саат кулата далеку се слуша, а домот офицерски, споменик е строен, ја памети битола и години и брои. 4 ноември 2020 година. Уште еден празник, уште една битка околу која ќе победи. Денес секој од нас е херој кој треба да ја зачува слободата, да го зачува животот. 4 ноември 2020 година, роден денот твој го славиме во нашите домови, но среќата не е помала, а гордоста, таа е поприсута од било кога, надежта поголема, а жалбата која ти ја посакуваме, поискрена и почиста од секогаш. Градо мој сакан, секој мој знаење тебе ти го подарувам, секој мој успех тебе ти го посветувам, секој моја насмевка со тебе ја споделувам, секој сон заедно со тебе го сонувам, мојот живот со тебе ќе го живеам, среќен роден ден моја битола.